Скопје покрај со загаден воздух е поклопено и со многу бучава. Тишината ја нема многу често и по полноќ кога е време за одмор. На ваквата од човек наметната непогода надлежните придаваат мошне малку значење. Добро е што еве сега во општина Центар ќе почне со поставување на уреди за мерење бучава. Повторно избраниот градоначалник Горан Герасимовски истакна дека уредите ќе почнат што поскоро да се поставуваат на 30 локации, каде што граѓаните најмногу се жалат на бучава во ноќните часови. Убаво е ова да го реализираат и други општини во Скопје. И не треба да се мери бучавата само од кафулињата и рестораните во ноќните часови, туку треба да се мери и на други локации каде има голема бука и рано наутро и прекуден и навечер. И што е уште поважно, откако мерачите ќе покажат зголемена бука, треба институциите соодветно да реагираат, за конечно високите децибели да се намалат. На Скопје му фали зеленило, а од друга страна има многу суви и сушени дрвја по тротоарите и паркинзите. Од нив често паѓаат гранки што оштетуваат возила, блокираат места за паркирање, а се и потенцијална опасност дека може некого да повредат. Никој не ги отстранува таквите дрвја, а и не ги тргнува паднатите суви гранки. Дел од дрвјата се стари неколку децении и не се соодветно одржувани, и сушени, висат на тротоарите и паркинзите. Особено ова е евидентно во централните градски општини. Граѓаните реагираат, но институциите меѓусебно си ја префрлаат одговорноста. Дали таа е на град Скопје, јавните предпријатија или општините. Потребна е веднаш итна акција од сите во градската и општинската власт, од јавните предпријатија, особено од паркови и зеленило за отстранување на сувите дрвја, а потоа и додавање со нови садници. Додека тоа не се направи, секој посилен ветер останува потенцијална закана. Да не зборуваме дека наскоро се очекува и снег. Локалните избори во Скопје завршија. Останува само уште Државната изборна комисија да ги прогласи официјалните резултати во преостанатите општини кои не добија градоначалник во првиот круг. Сепак, оттаму информираа дека утре ќе одлучуваат по изборни приговори за 2 скопски општини. Во Шуторизари коалицијата Твоја Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, поднела приговори за 10 избирачки места. Во оваа скопска општина во вториот круг од изборите победи Курто Дудуш од Унијата на ромите, пред Ерџан Демир од ВМРО ДПМН. И во Карпош има приговори. Коалицијата Искуство за успех, чиј кандидат беше Стефчо Јакимовски, поднела приговори на 2 избирачки места. Во Карпош победи кандидатот поддржан од ВМРО ДПМН и коалицијата Сотир Лукровски. Лајка доби 600 килограми храна за кучиња и 10 рачно изработени куќички за кучиња, а донацијата беше обезбедена преку активностите организирани по повод вториот роден ден на Diamond Mall. Во рамките на одбележувањето на вториот роден ден, трговскиот центар организираше низа активности во соработка со јавното предпријатие Лајка, во насока на подигнување на јавната свест за потребата од заедничко делување за подобрување на состојбата со бездомните животни во Скопје. За време на акцијата се организираа и активности за да се поттикне вдомување на кучињата кои чекаат нов дом. Истрага против 4 лица, 2 мажи и 2 жени отворило скопското обвинителство затоа што со употреба на сила одзеле 200.000 денари од едно лице. На 30 октомври оштетениот со една од осомничените жени отишле во мотел во Скопје на љубовна средба, пошто таа му предложила да повика уште една девојка. Оштетениот се согласил и осомничената ја повикала другата жена, па заедно го убедиле да одат во поубав и поевтин хотел. Излегувајќи од собата во темниот двор на мотелот, ги пречекале двајцата мажи кои биле во договор со жените и заедно му се нафрлиле на оштетениот. Го удирале со боксови по главата и телото додека не паднал на земјата, а од джебовите му ги одзеле парите, мобилниот телефон и личната карта. Обвинителството побара притвор за сите осомничени поради опасност од бегство и можност да го повторуваат делото. Седмото издание на рок фестивалот Андерфест ќе се одржи на 7 ноември во Младинскиот културен центар во Скопје. Организаторот најави одлична атмосфера поради добриот избор на музички групи што ќе свират годинава. Најавени се настапи на 7 бендови и музичари од современата македонска алтернативна музичка сцена.